Бисмиллахи рахмани рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди, бил пратен од Бога како исполнување на претскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил ул Дин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. Салли ала набиена, салли ала Мухаммадин, салли ала Тие го помогнаа исламот и ни дадоа полна слобода во извршувањето на нашите религиски должности, ни ги вратија нашите џамии и по долго време исламот повторно почна отворено да се практикува во Пенџаб. Зарем таква услужност не е вредна да се помни? Факт е дека некои безрабетници, муслимански управувачи, поради своето невнимание, не турнаа во неверството, но британците ги фатија нашите раце и не спасија. Затоа впуштањето во бунтови, интриги против британците е еднакво на заборавањето на благословите на семокниот Бог. Враќајќи се на почетната тема, сакам да кажам како што честниот Куран од нас бара во физичкиот живот да му се покориме на еден управувач, тој од нас истото тоа го очекува и во духовниот живот. Во овој контекст семокниот Бог не учи на довата: упати не на правиот пат, на патот на оние на кои им даде благодати. Затоа треба да се размисли за тоа дека ниту еден верник, всушност, ниту еден човек или животно не се лишени од Божјата наклонетост, но сепак не можеме да кажеме дека семокниот Бог ни наредува сите да ги следиме. Овој ајет значи дека треба да го молиме Бог да ни подари среќа, да го следиме патот на оние кои примале изобилие на духовни наклонетости на совршен и потполн начин. Така, овој ајет всушност ни зборува дека треба да бидеме покрај имамот на своето доба. Нека се запомни дека терминот имамот на своето доба ги опфаќа сите пратеници, веровесници, мухадисини и муџадиди, но на оние кои не се одредени од Бог да подучуваат и да ги водат Божите суштества, не им се дадени такви одлики. Без оглед што се евлии или пророци, тие не можат да се нарекуваат имами на своето доба. Конечно дојдовме до прашањето: кој е имам денес? Кого сите муслимани, богобојазливи луѓе и сите кои доживуваат вистински соништа или објави, мора да го следат. Со ова јавно објавувам без никакво сомневање, со Божјата милост и доброта: јас сум имамот на оваа доба. Он во мојата соба ги собра сите овие знаци и услови и ме прати на почетокот на овој век, од кој веќе поминаа 15 години. Дојдов во времето кога во сите исламски верувања, без и еден исклучок, навлегле разлики и ги направиле загадошни. Исто така, за доаѓањето на Месијата алейхиселам се раширија погрешни верувања. Разликите се толку огромни што некои веруваат дека Иса алейхиселам е жив, додека други веруваат дека е мртов. Некои веруваат во неговото телесно доаѓање, додека другите веруваат во доаѓањето како метафора. Едните мислеа дека тој ќе се спушти во Дамаск, другите дека ќе се спушти во Мека, а третите дека тоа е Ерусалим.
Некои го очекуваа да се појави меѓу армијата на муслимани, а некои мислеа дека ќе се симне во Индија. Сите овие различни верувања и тврдења бараа хакам, избраниот судија, да дојде и да им пресуди. И јас сум тој хакам. Јас бев пратен во духовна смисла да го скршам крстот и да ги отстранам сите разлики. Тоа беа двете причини кои бараа да бидам пратен. Иако за себе не треба да представам било каков друг доказ како подкрепа за мојата вистинитост, бидејќи потребата е доволен доказ, сепак Семокниот Бог покажа многу знаци во мојата подкрепа. Поради тоа, токму како што хакам изрекува пресуда за сите други разлики, така јас сум хакам во расправата за животот и смртта на Иса алейхи селам. Прогласувам дека моето гледиште, кое го имале и имам Малик, Ибн Хазим и Мутазилитис во поглед на смртта на Месијата алейхи селам, е точно и јас верувам дека останатите Ахл и Сунет погрешиле. Salli ala Muhammadin. Поради тоа во својата надлежност, како хакам, со оваа давам суд дека Ахл и Сунет се во право само што се однесува на основниот концепт на симнувањето на Иса, бидејќи за него било задолжително да се симне, иако се мисли на духовно симнување. Тие погрешиле во верувањето, за начинот на симнувањето, бидејќи тоа требало фигуративно да се разбере, а не дословно. Во врска со прашањето за смртта на Иса алейхи селам, во право се Мутазилитис, Имам Малик Ибн Хазм и другите кои имаа слични мислења, бидејќи според јасната веродостојност на благословениот ајет, а кога ти ме усмрти, Месијата алейхи селам морал да умре пред христијаните, да се свртат од правиот пат. Ова е мојата пресуда, како хакам. Ако се постави прашањето, кој е доказот дека вие сте хакам? Одговорот е дека овде е времето за кое хакам бил одреден и тука, исто така, се луѓето чии погрешни представи за Христос, хакам требало да ги исправи. Знаците кои требало да се појават во подкрепа на хакам, се појавиле и продолжуваат да се појавуваат. Небото ги покажува знаците, како и земјата. Нека се благословени оние чии очи не се затворени. Јас од вас не барам да им верувате само на знаците кои се појавиле. Всушност, јас од вас барам да ги оспорите моите знаци, ако мислите дека јас не сум хакам. Бескорисно е да се докажува нешто против мене, бидејќи јас дојдов во времето на разминување на верите. Единствено, дебатата за личноста издавачот, хакам, е отворена за сите и јас тоа детално го објаснив. Аллах Джелешануху мене ми даде 4 знака. Под 1. Мене ми е даден знакот на речитост и вештината на арапскиот јазик, како одраст на куранското чудо на речитост, и никој не може да ми се спротистави во ова. Под 2. Мене ми е даден знакот на изразување на вистината и стварноста на честниот Куран, и никој не може да ми се спротистави во ова. Под 3. Мене ми се дадени обилни знаци за прифаќање на довите, и никој не може да ми се спротистави во ова. Јас под заклетва можам да потврдам дека близу 30.000 мои дови биле примени, за што имам доказ. Под 4. Мене ми е даден знакот на познавање на невидливото и никој не може да ми се спротистави во ова. Ова се Божи сведочења кои ми се подарени. Исто така и предскажувањата на честниот пратеник саллаллаху алейхи веселем за мене биле исполнети како очигледни знаци. Веќе помина долго време, откако се појави помрачувањето на сонцето и на месечината во текот на месецот Рамазан.
Мене луѓето ми забранија да одам на Аджилак. Чумата според хадисот се прошири по земјата. Преку мене беа покажани неброени знакови, во кои се осведочија илјадници хиндуси и муслимани, и јас тука не ги спомнав. Во поглед на сето тоа, јас сум имамот на ова доба, и Божјата подкрепа е со мене. Он ме брани со остра сабија. Покрај тоа, известен сум дека ако некој со интрига и зло стане против мене, ќе биде оцрнет и посрамен. Погледнете, јас ја пренесов наредбата со која бев задолжен. Често во своите книги пишував за ова, но грешката во просудувањето на еден мој пријател е настан кој ме поттикна повторно да му се вратам на тоа. Откако дознав за тоа, јас со голема болка во срцето ја напишав оваа книшка. Деталите од овој настан се во септември 1898 година, која одговара на Јамади ул Авал 1316 по хиџра, еден мој пријател за кого верував дека е невин, побожен, верен и богобојазлив и секогаш добро мислев за него, Аллах е тој кој му суди. Но за кого сега верувам дека погрешил во некое свое размислување и се загрижив да не предизвика некаква штета, допатува во Кадијана со мојот почитуван пријател, за да ме види. Тој ми раскажа за неколку објави, за кои велеше дека ги примил. Бев многу задоволен кога дознав дека се мокниот Бог го почестил со објавите. Меѓутоа, во текот на раскажувањето на своите објави, ми го раскажа и сонот со кој во врска со мене кажа зошто јас да го дадам заветот на баијатот на неговата рака, тој треба мене да ми даде завет на верноста. Од тоа дознав дека тој мене не ми веруваше дека јас сум ветениот Месија алейхиселам и дека не е известен за вистинскиот концепт на имаматот. Поради тоа, со чувството од моја страна бараше да ја напишам оваа книшка со цел да му го објаснам начелото на вистинскиот имамат и да ја искажам важноста на баијатот. Веќе надолго пишував за вистинскиот имам, кој е овластен да го прима баијатот, а сега ќе кажам нешто за вистинскиот концепт на баијатот. Зборот баијат е изведен од зборот баи, што значи спогодба, спроведена со взаемен договор, со кој нешто е заменето со нешто друго. Нужен услов на баијатот е оној кој влегува во него, го предава своето битие со сите можности и средства на рацете на духовниот водач, со цел во замена да постигне знаење на духовни вистини и совршени благослови, кои водат кон Божјото знаење, спасот и наклонетоста на семокниот Бог. Ова покажува дека покајанието не е единствената цел на баијатот, бидејќи личноста може сама од себе да му се обраќа на тоа. Вистинската цел на баијатот е да се подчиниме на духовниот водач и во замена за тоа да постигнеме знаење, духовна проникливост и благослови, што помага за засилување на верата, ја изострува духовната визија и го втемелува чистиот однос со Бог. На ист начин, ова го нуди спасот од џехеннемот на овој свет и доследно на тоа и на ахиретот, и откако личноста ќе го излечи слепилото на овој свет, станува отпорна на слепилото на ахиретот. Во присуство на човекот кој ги нуди плодовите на баијатот, би била голема несреќа свесно да се сврти од кај него. Мој драг пријателе, што се однесува до нас, ние сме гладни и жедни за духовно знаење, за вистината и стварноста на небеските благослови, што дури ниту океанот на знаењето не е доволен да не задоволи. Затоа ако било кој бара да ме има за свој следбеник, лесно може да направи замена, имајќи ги на ум значајот на вистинската филозофија на баијатот. Salli ala habib
Salli ala Muhammadin. Денес го завршивме шестиот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.